Почитувани пријатели, добро вечер. Вистина ви велам, ако не се повратите и не бидете како деца, нема да влезете во Царството Небесно. Така говори Господ и Неговиот збор е свет и вистинит. Каква е таа предност на децата над возрастните? Имаат три предности: во верата, во послушноста и во незлобата. Детето го прашува родителот за се и што и да му одговори родителот, тоа му верува. Детето е послушно на својот родител и лесно ја подчинува својата волја на волјата на родителот. Детето е незлобно и иако брзо се лути, брзо и опростува. Тие три работи ги бара Господ од сите нас: верата, послушноста и незлобата. Почитувани, ова е извадок од Евангелието по Матеј, глава 18. И вечната мудрост, почитувани, не учи колку едно дете е големо во споредба со било кој возрасен човек. Затоа што неговата чиста душа ги поседува трите човекови особини кои му се најмили на Бог, а тоа се верата, послушноста и незлобата. Колку возрастните знаат да ја повредат чистата детска душа и да ги направат првите лузни во нивните животи. Колку возрастните знаат да го срушат светот на детето, иако децата се народ кој никогаш не извеле револуција или контрареволуција. Децата не се прашања на класата или нацијата, тие се прашања на сите прашања. Почитувани, човекот кој што е вечерашен мој гостин, кога започна со својата животна професија, реши и сакаше да одговори на прашањата на сите прашања. И ако секој од нас е дојден на овој свет за да ја изврши својата мисија, тогаш тој е човек со посебна мисија, човек амбасадор за детските права, човек кој ќе застане на страната на децата, обесправени, злоставувани, оставени, заборавени. Почитувани, вечерва со нас човекот, основач и директор на првата детска амбасада во светот, Меѓаши, магистер Драги Змијанац. Повелете. Добро вечер, почитуван господин Змијанац. Се најажили дека ја слушав најавата на секоја чест. Благодарам, повелете. Будење со Јулија. Епа, почитувам господин Змијанац, на вистина ми е драго што ме удостоивте и што се одзовте на мојата покана вечерва да бидете гостин во нашето заедничко будење. И еве ќе ви посакам уште еднаш добре дојде. Како сте на почетокот? Добро, малку невообичајно, како што кажав на почетокот, наистина воведот ме трогна и се потсетив на почетоците, на повелбата, на тоа дека децата се прашања на сите прашања и колку е важно да им посветиме на децата внимание и колку можеме ние возрастните да научиме од нив. И се надевам и очекувам добра емисија, се надевам и гледачите на Македонско сонце ќе се информираат малку повеќе за нашата 22 годишна работа, напори за поправеден и подостоен свет за децата и да ги поттикнеме возрастните да навистина се вклучат во ова светско детско движење кое ето од една малечка Македонија зарачи во целиот свет, ја препознаваат, ја признаваат, ја потврдуваат многумина и ја исто така ја почитуваат. Така. Драги вас, нашата јавност на вистина ве познава, веќе 22 години обстојувате во Македонија. Но јас во оваа емисија на вистина ве поканив заради тоа што
сакам малку и поблиску да ве запознаат, бидејќи кога се појавувате низ медиумите, така некако звучите малку службено. И може би луѓето не знаат дека позади човекот кој што дава постојано извештаи за првата детска амбасада се крие една навистина многу софистицирана личност, еден човек кој што е многу голем емотивец, човек кој што навистина знае и умее со децата, затоа што за да добие таа мисија, тоа не е туку така случајно. Јас реков, тоа не е само служба, вашата работа е навистина мисионерска работа. И затоа, еве, ова вечер сакав да ја посветам и малку поопширно да ве запознае гледалиштето. Еве, ќе почнеме со самите почетоци, бидејќи навистина има што да се зборува многу, но може би во емисијата не ќе може да опфатиме се, но се надевам дека за поголем дел ќе кажеме, иако сето тоа нели низ годините измина. Првата детска амбасада Меѓаши е формирана 29 април 1992 година во Скопје. И еве, кажете ми во еден наш разговор, вие ми кажете дека тоа беше ваша заедничка идеја со вашата сопруга. Како дојдовте, кој беше мотивот да се формира таква амбасада? Па најпрво Гордана, мојата сопруга, како педагог дипломиран, стапи во контакт со тогашниот ЮТЕЛ, ако се сеќавате, кога се промовира за прв пат првата детска амбасада во светот Меѓаши, каде што беше еден од уредниците Горан Милич, и побара да ние бидеме представништво на таа прва детска амбасада во светот Меѓаши, не очекувајќи што многу скоро ќе се случи после тоа. После тоа се случи и доби одобрение да биде координатор во Република Македонија за започнување со оваа благородна идеја. Почна војната во поранешна Југославија, ние се уште не бевме ниту регистрирани. Гордана беше убедена дека треба да се даде апел, именно од другата страна од Сараево стигна апел од Александар Мичич од првата детска амбасада да се згрижат децата погодени од војната во Босна и Херцеговина. Гордана беше упорна и се сеќава на македонска телевизија кај Љубиша Николовски, на нејзино инсистирање се согласи уредникот, даде апел за згрижување на бегалците во Република Македонија и се случи граѓанска солидарност, се случи вистински граѓански активизам, не очекувајќи никој дека таа војна ќе трае толку долго и толку болно, не само за децата погодени од војната, туку и за нивните родители и за граѓаните кои ја изразија солидарноста на највисоко можно ниво. Ние, тој апел се случи 15 на дена пред официјално да се регистрираме. Се сеќавам и Палер Македонија го даде авионот бесплатно, стигна бегалците заедно со Плава Лагуна, со Есма Реджепова, Драган Мјалковски, Коле Ангеловски, многу хуманисти ги пречекавме. Нашите телефони домашни звонеа, правевме списоци да се згрижат бегалците. Дури отпосле се мобилизира и државните институции, и Високиот комесаријат за бегалци, УНИЦЕФ, Црвениот крст. Едноставно влетавме во ово општество, како условно би рекол, како од универзумот од орбитата. Создадовме еден таков граѓански македонски активизам на сите граѓани во Република Македонија се одзва да ги изгрижат бегалците во своите домови. Потоа организирано почнаа да доаѓаат и тоа беа првите наши почетоци. Ние не бевме регистрирани, јас се понудив да ги регистрирам во тогаш Министерство за внатрешни работи како здружение на граѓани, како граѓанска организација. И морам да ви кажам дека бевме од почетокот пречекани соодветно. Се сеќавам дека месец и пол дена бевме во детскиот културен центар, тогашен пионерски дом, во една канцеларија би рекол скоро на ходник. Потоа година и пол бевме во сегашната зграда на владата на Република Македонија, веднаш до соба 212, каде што година и пол бевме згрижени во едно оделение, би рекол, за граѓански организации. Има еден мал куризитет со таа зграда, имено прв единствен пат се вееше знаме на една граѓанска организација која ги испраќавме бегалците од Босна и Херцеговина со помош на Меѓународната организација за мир од Шпанија. И така, почна, се вклучија многу луѓе, спасувавме многу деца, правевме организирани дестинации во Данска, во Шпанија, во Турција, во многу западноевропски земји, затоа што во еден момент во Македонија
имаше 60.000 мајки деца згрижени во домовите во институциите и сметавме дека товарот треба да се растовари со останатите западноевропски земји. Тие ни помогна и на тој начин всушност оваа идеја се прошири низ целиот свет. Јас со Душко Томич барав нашиот тогашен генерален конзулат да се издигне на ниво на амбасада, од однос ќерка и сестра да станеме две сестрински организации, сосема независно, бидејќи се распаѓаше Југославија, сакавме Република Македонија да биде, нашата амбасада да биде независна и добивме согласност, ја патентиравме идејата во Министерство за заштита на индустријска собственост. Го издигнавме нивото во амбасада, Коле Ангеловски стана амбасадор, прогласивме дете амбасадор. Тоа беше вистинско детско учество, каде што за прв пат во еден управен одбор едно дете може да членува. Ние и веќе долго време заговараме дека и во Обединетите нации во собранието треба да се воведе едно детско амбасадорско столче. И така оваа идеја си доби светска насока, многумина ја препозна. И тоа беа почетоците. Така, и од тогаш до сега непрестано, постојано имате нови почетоци во континуитет. Таква е работата, значи за секоја акција што ќе се зафатите е како еден нов почеток, едно ново дело. Знаете што јас многу често размислувам и се консултираме со колегите, дали ние навистина немаме избор ова да го работиме или на некој начин мораме да го работиме затоа што многу често се препознаваме како дежурна совест и свест на општеството, а и граѓаните ни го даваат мандатот да ги застапуваме во нивните права, во нивната одбрана, во спречување на сите злоупотреби и насилство. Постојано детектираме нови проблеми со кои се соочуваат децата во Република Македонија, гласно говориме за тоа, добиваме поддршка од граѓаните и од медиумите, сите наши активности се транспарентни во јавноста, ги доставуваме и како извештај за состојбата со правата на детето до Комитетот за правата на детето во Женева. Оттаму бараме конкретни препораки што ќе бидат доставени до владата на Република Македонија, до државните институции. Повторно вршиме мониторинг дали тие препораки се имплементираат, се спроведуваат во пракса и би рекол еден континуиран постојан надзор на состојбата со правата на децата, се со цел да му се даде вистински дигнитет и детето да се издигне на пиедестал соодветен кој го заслужува од возрастните. Така, господин Змијана Цеве, иако значи сме на почетокот, јас пак ќе кажам, добро ќе биде бидејќи мојата емисија се вика Будење, за сите оние кои што чуле, не дочуле, не начуле, сепак на самиот почеток пак ќе ги кажеме во текот на емисијата, да ги разбудиме и да им кажеме дека навистина има каде да се обратат за седно нешто што ги засека децата. Телефонот, SOS детскиот телефон. Да, SOS телефонот минатата година, тоа беше всушност и прв SOS телефон во Република Македонија. Поставивме 20 години од неговото постоење. И на 1990 година е воведен првиот SOS телефон. 20 години, 20.000 судбини, 20.000 јавувачи, 20.000 представки, дојави, разговори, сослушувања, лице в лице, едноставно навистина. Тој SOS телефон како директна служба за помош и поддршка на децата ни е битен од повеќе аспекти, не само да ги сослушаме децата, да помогнеме, да реагираме до државните институции. Туку морам да ви кажам, е многу важен индикатор за детектирање на состојбата во Република Македонија. Ние многу често се подпираме на него во однос на нашите активности кои следат понатаму, затоа што точно знаеме што му е потребно на детето во Република Македонија, со кои проблеми се соочува, низ какви тешкоти поминува и како всушност ние треба да се мобилизираме како граѓански сектор, како граѓани, како социјално одговорни компании, како државни институции кои се заветиле дека не само што ќе ја почитуваат и ќе ја спроведуваат конвенцијата, туку и ќе ги загарантираат правата на децата. Би реков, будно ја следиме состојбата, реагираме и добивме поддршка. 0800 122 22 и морам да кажам дека Брима Галуп 2009 година направи истражување. Репрезентативен пример од 2477 деца од 7 града, од средни училишта и основни, го препозна после 192 како втор телефон по важност, а веќе забележав дека и во учебникот од трето одделение за познавање на природата и општеството се наоѓа и нашиот SOS телефон, и детската амбасада, и УНИЦЕФ. Децата го учат како организации кои навистина се стават во максимална заштита на децата и нивниот најдобар интерес.
така. Еве сега, господин Змијанац, малку така низ години, да проговориме за вашите активности. Да рековме, значи, 90-та година првиот СОС дежурен телефон, веќе 94-та година во февруари оформивте еден центар за деца алергични на глутен. Потоа исто таа година првата детска улица во Македонија. Сегашна Тоше Проевски. Да, сегашна Тоше Проевски. Па тука беа бесплатните учебници за деца, имавте многу акции за родителите кои што нели примаат социјална помош. Тука од таа година се случија и првите дипломатски детски пасоши. Така. Да, многумина, околу 200-250 деца во тоа време не можеа да јадат производи од жито, затоа што содржа глутен, преработки како што се брашно, пецива и такви некои производи, не знаејќи дека глутенот им штети. Тоа е всушност болест од целијакија и ние имавме стручњаци од детската клиника кои ни помогнаа да го формираме тој центар и обезбедувавме храна преку Австрија, преку Војводина и други држави каде што се произведуваше безглутенска храна и интензивно работевме неколку години со нив се додека не се отвори во Република Македонија такво производство. Во однос на детската улица, да, тоа беше еден голем предизвик за нас. Значи, таа 94-та година... Ја се сеќавам многу активности тогаш имаше околу таа детска улица, беше баш онака... Заедно со Лазо Ангеловски, директорката на Лазо Ангеловски ни беше член на колегиум, се сеќавам колку напори вложивме да ја прогласиме, можеби прва детска улица во светот, која ќе биде забранета за сообраќај, кај што децата ќе можат да творат, да цртаат, да играат, да спортуваат и така натаму. Среќа тоа го документиравме и можат многу мина гледачи кои не следат на социјалните мрежи да го регистрираат. Откако се осамостоиме како посебна прва детска амбасада во светот Мегеши, која го носи истото име, но со собствен, би рекол, идентитет, побаравме од Министерство за внатрешни работи, управа за граници и сранси да ни дадат дипломатски пасоши и ние имавме и се уште имаме еден репрезентативен дипломатски кор кои не застапуваат на секаде околу светот. Нормално поминуваат филтер, секој од нив го проверуваме дали бил кривично гонет, дали бил санкциониран, доставува податоци за него, го проверуваме во Република Македонија согласно законот за перење пари и борба против тероризмот, дали се средствата кои ги добиваме од човек кој навистина има кредибилитет во земјата каде што ќе не застапува. И така оваа благородна идеја ја шириме преку нашите дипломати во целиот свет. До сега сме имале над 200 дипломати во сите 5 континенти во светот и навистина е чест за секој од нив да ја застапува, представува првата детска амбасада во светот таму каде што тој живее и работи. Сега вака, слушајќи ве се потсеќам, јас не знам која година точно беше, дали 90 или 94-та, трката на мирот. Знам дека јас учествував со хорот Пиколо, тогаш беше познат хитот мој на крилата од љубовта и како на така мировна порака која што ја направи за сите деца од светот ме поканивте и вие и таа беше на така импозантна трка, па знам дека имаше штафета на мирот се носеше, тоа беше толку масовно низ улиците на Скопје. Знаете што една од важните активности што Мегеши успева да ги прави е да си архивира и документира својата архивска граѓа. Тогаш беа ВХС, па ние ги претворивме во DVD формат, да можат граѓаните да гледаат, да се споделат и социјалните мрежи. Чепкајки по архивата ја најдовме трката на мирот, каде што Александра Гранич, дете бегалец од Босна и Херцеговина, со мајчка од првата детска амбасада ја предаде штафетата и така се тргна од кај школката. Таму имаше и вас со песната на крилјата на љубовта, а за гледачите сакам да нагласам дека детскиот хор Пиколо заедно со Весна Дамчевска, која ни беше член на колегиум, од 92 до 96 беше првиот колективен член на првата детска амбасада во светот Мегеши и многумина од овие дечиња како наши членови не представува како мали детски амбасади. Тие се веќе големи, јас се сеќавам, еве, тогаш беа навистина мали, ден денеска и мене кога ќе ме сретнат некаде ме поздравуваат, не можам да ги препознам, но сите се сеќават колку земавме тогаш масовно учество на тие ваши манифестации, господин Змијанац. Добро. Одиме, еве вака сега, бидејќи навистина има многу што да се зборува. 95-та година е година на активности, година на песна, глума, уметност. Тогаш дојде првиот детски автобус. Нас не беше покрај Коле Ангеловски амбасадор и Драган Спасов, датски генерален конзул, и тој ни предложи да отвориме една
театарска работилница за деца, заедно со Дејан Лилич и Роберт Велјановски. Можете замислите, сега се сите тие признати познати актери, некои од нив и директори, кои мислам дека се двајцата директори кои раководат со двата познати театри. Работеа со децата на представи, училиште за клоунови беше првата представа и други представи сега. Беше за нас многу возбудливо таа работа, всушност и затоа ќе споменам 94-та година е клучна што за прв пат ги отворивме детските работилници. Многу деца доаѓа кај нас кога бевме на Чедомир Миндеровиќ веднаш позади руската амбасада и тука се случува многу работилници. Оригама, литература, ликовна, англиски, француски јазици, радиоаматерство и да не ги набројувам сите. Тоа беше вистинска дружба со децата, всушност некој од нив се сеќам имавме дури и како Никола Оливера Лазаровска беше одговорна за медиумска презентација од страна на децата. Катерина Кондоклоци со Деца Божи се сеќавам дека беше инспирирана од книгата Правата на детето, која тогаш издадовме. За прв пат се случна за правата на детето низ читанка со Министерството за труд и социјална политика. Душ Карсовски, познатиот новинар, ни беше одговорен за новинарскиот клуб. Шетавме со нашето мини бусче кое го имавме тогаш низ сите градови во Република Македонија, ширевме идејата, се дружевме со таков ентузијазам да многумина од нив имаат и напишано во нашата историја нивни лични импресии кои ние ги споделуваме со тие што не следат и читаат. Еве, одиме понатаму, 96-та година исто така има година која што е обележена со разни активности. Тука се 97 година се хуманитарните акции кои што навистина тогаш се сеќавам беа доста вака и медиумски експонирани, затоа што не беше баш така едноставно да се донесе прибор училишен, значи за децата 9 тони донесовте прибор училишен за дечињата. Но добро, вие важите во организацијата како човек кој што вредно и уредно бележи се. Точно така. И се до тоа е така. Тоа сте го забележале добро. Навистина евидентиравме и од Ван Волан од Франција, градоначалникот Моди Шарие, и автобус ни донесе донација и хуманитарна помош. И од Италија имавме хуманитарна помош од нашите дипломати. Тогаш беше многу тешко. Македонија беше во голема блокада и криза. Јас се сеќавам, нашиот амбасадор Коле Ангеловски лично до Бутрос Гали прати писмо да се деблокира Македонија од ембаргото кое Грција го имаше доставено до нас. И ние навистина се трудевме да помагаме со хуманитарна помош која интензивно мислам дека работевме до 2001 година, а од 2001 година ќе стигнеме, ќе кажете сигурно и за отварањето на првото прифатилиште за внатрешно населени лица, што воопшто една граѓанска организација го има, која помогна на децата погодени од конфликтот, војната во Република Македонија. Тоа беа години кога хуманитарната помош значеше многу за децата, затоа што јас се сеќавам. И денеска значи многу за. Да, и денеска значи многу, меѓутоа можете да замислите да се поделат 5500 учебници на сите јазици. Значи тоа беше фактички бевме на чекор пред било која активност на идните влади кога доставува бесплатни учебници. Ние делевме бесплатни учебници за да можат децата да појдат на училиште, затоа што бевме свесни дека нашето бесплатно училиште всушност не е бесплатно, дека треба учебници, школски прибор, обувки, детето треба да биде облечено, да биде чисто, да не биде дискриминирано по основ на социјална дискриминација, не само образовна, и водевме многу грижа да ги охрабриме децата уште тогаш за нивно вклучување во основното училиште. 1998 година, господин Змијанац, значи ја обележа што на малите екрани можевме да видиме едно детенце претепано. И денеска пред мене е таа слика, камшикувано ли беше, не знам, телото во модринки по грбчето. Излезе и ми се чини дека таа година беше обележена со драстичното кршење на правата на децата, кои што се, значи, семено злоставувани. И тоа е еден момент кој што мислам дека, ете, јас сакам и во оваа емисија малку повеќе да обрнем внимание за сите оние кои што се срамат, кои што не смеат да кажат дека има каде да пријават, затоа што децата навистина е жално да бидат злоставувани од сопствените родители, да бидат жртви на семејно насилство.
Таа година заедно со нашиот координатор во Велес Вера Цуракова го документиравме тоа брутално насилство од страна на мајка на сопственото дете кое имаше неверојатно лош третман кон нејзиниот син за разлика од двете девојчиња керки и го документиравме. Тие модлинки беа многу тешки, дури детето изјавуваше дека ќе ја заколи мајката кога ќе порасне, но она што нас не загрижуваше во тој момент и не можевме да веруваме дека детето дополнително беше травматизирано и виктимизирано, затоа што тој беше одделен од семејството наместо мајката да биде пратена на надзор психијатриски, би рекол, за незиното монструозно однесување и детето по долго време на малтретирање низ институциите се врати повторно дома. Се разбира, беше мајката ставена под строг надзор на остварување родителско право и тогаш за прв пат се соочивме дека родителите кои ги тепаат децата сака да го сокријат, дека тепањето и телесното казнување се уште е присутно во Македонија и некако беше отрезнувачко дека тоа постои и тука кај нас, дека тоа може да се случи и дека центрите социјална работа на вистина не само социјална помош треба да ги детектира семејствата во ризик, да ги заштитат максимално децата, а ако треба и на време да се одземе родителското право за да не станат тешки телесни повреди или силување и злоупотреби кои децата на вистина ќе ги травматизираат за цел живот. Господин Zmijanac, јас мислам дека денеска, поготово како никогаш, сме сведоци на такви примери. Ако во 98-та година беше навистина чудо да се види на телевизија едно претепано дете, денеска се почесто сме сведоци дека се случуваат такви работи. Јас искрено би сакала да тоа да не се случува и колку е можно повеќе да се работи на тоа. Дали имате вие, еве сега како организација која што перманентно го следи тоа, тој проблем во денешни услови кога знаеме дека и без парица и немашти и дека луѓето се повеќе прибегнуваат кон агресивност на своите деца, некои посебни да речеме служби, волонтери за да го приближиме проблемот и да можат и дечињата да пријавуваат на телефоните, да се јавуваат комшиите или што знам блиските роднини кои што се сведоци на тоа, а се срамат просто кај нас, луѓето не смеат да кажат дека некое дете е жртва на семејно насилство. Прво треба да знаат сите и возрастни деца дека секое премалчување значи соучесништво и овозможување на насилникот да го повтори делот. Второ, е најголем проблем што децата и покрај постоењето на SOS телефонот најмалку дојавувачи се децата за она што им се случува. Да. Ние сме се запрашале на што се должи тоа и многу често доаѓаме до еден одговор кој ни се повторува во континуитет кога ги доставуваме извештаите пред медиумите дека најчесто децата не веруваат дека некој ќе им помогне и се плашат од дополнително нивно стигматизирање и виктимизирање. Ние промовираме постојано дека за насилството не треба да се молчи, но никако постапките кога детето е жртва не се забрзуваат да осумничениот доколку е виновен на време се осуди за неговото кривично дело, да се отстрани од семејството и да се стави под строг надзор до дека не се досуди конечната одлука. Значи, секој еден возрастен, доколку направил некој кривично дело и доколку е на слобода, тој може да се закани на детето жртва и детето жртва да се чувства дополнително виновно за она што му се случува и не верувајќи дека системот се става во негова заштита и тоа навистина е многу травматично и мислам дека во последно време многу јавно говориме дека секое сослушување на детето треба да биде релаксирано во специјални скрин соби каде што децата на соодветен начин ќе бидат испитувани за она што се случило, без притоа да во одбраната судот дозволи, независно за каков тип на насилство, злоупотреба станува збор, да се соочи со насилникот, злосторникот во главниот претрес. Низ вашето работење ви имате многу брошури издадено, повеќе извештаи, поголеми, помали книжки, флаери, што се не. Еве вака, овде кај ова би сакала баш да погледнат, ова е Одам на суд, ова е еден прирачник за децата кои што, жртви треба да сведочат. Ова е многу убаво направена книжка. И не знам дали може оваа книга, господин Zmijanac, да биде подостапна за децата, еве да знаат, да не се плашат кога одат на суд, иако навистина тоа не е баш така едноставно.
Да, се обидовме да им го доближиме судот на децата, воедно и на судиите, да им објасниме колку е тоа травматично за едно дете. Да. Се залагаме, значи, покрај едно сведоштво, не повеќе, во тие специјални скрин соби, да се отвори и формира суд за малолетници, дека секој судија не е добар судија ако не се сензибилизира за правата на децата, за потребите на децата, да биде едуциран за тоа, затоа што едно е да си кривичен судија, друго да си судија за малолетници или за деца. Имавме ние соработка со судиите за посебен осврт за правата на децата, со посебен осврт на сексуална злоупотреба, педофилија и инцест, и преку Академијата за суди и јавни обвинители не ангажира да држиме тренинзи и обуки. И мислам дека гледавме и на тој начин да ги дополнително, би рекол, сензибилизираме судиите, затоа што треба да тргнат од ситуација што ако моето дете како судија е жртва. Да. Дали на педофил, дали на инцест, дали на физичко насилство, дали со последица смрт, како што беше случајот Џановиќ или некаков друг, треба тргнат од себе за да бидат објективни во судењето, за да се стават навистина во најголем интерес на детето, да не судат како пример без емоции и чувства, затоа што на тој начин и самиот суд може да биде суров и неправеден кон детето жртва. Господин Змијанац, еве малку ќе се одмориме од тоа ретроспективно кажување на годините. Јас недавно бев во вашата амбасада и малку нешто забележи со нашата камера и направив по така некое, да речем, пригодно видео кој што би сакала да го видат гледачите, за да малку се доловиме како е состојбата, како изгледа. Како изгледаме од знатре, ние кои сме во првата линија во одбрана на правата на децата, да се види дека детската амбасада е составена од работен тим кој секојдневно се работат и дека всушност доаѓаат дечиња на кои им е потребна нашата помош и поддршка и дека тоа не е виртуелно, туку е реално. Јас се изненадив на вистина кога видов дека вие, значи, дневно си доаѓаат тамо дечиња, си се едуцираат, учат, зборуваат, дека имате волонтери и тоа се изненадив затоа што беа присутни две волонтерки. Имаме домашни и странски волонтери. Да, значи домашни и странски. Во моментот кога јас бев имаше странски волонтери. Беше многу интересно за мене податокот дека дечињата научиле да зборуваат англиски исто како македонски. А се работеше за група дечиња од ромска националност. Да, дечиња кои се исклучени од образованието. Некои од нив и немаат извод од матична книга, здравствена услуга не може да користат, немаат ниту едно елементарно право. Суси и Лиса работат со нив, значи тие се секојдневно. Исто имаше волонтери до Нова година од Млад образовен форум, постојано не се јават волонтери кои сака да работат со тие дечиња. Ние во момент немаме поддршка за тој дневен центар, но најголема поддршка е што граѓаните ни носат облека, обувки, социјално одговорни компании, храна и ние нашите ресурси ги користиме преку собирање на фондови, дали преку касички или продажба на честитки, помагаме и на оваа директна служба за помош и поддршка на децата, наречена Дневен центар за деца кои не одат на училиште, и за SOS телефонот и бесплатната правна служба. Јас ми рековте дека тие таму и се хранат, дека и се бањат, значи се капат, имат комплетна нега. И јас би ја замолила режијата наша, ако може да го видиме тоа кратко видео, да видиме како тие дечиња, да го искоментираме, да слушнеме на почетокот малку. Добро, во секој случај добар гест од ваша страна што дојдовте да не посетите и однатре што се вели да гледачите имаат поголем и попрецизен и појасен впечаток за нашата работа. Ова е везнакот. Меѓаш и секогаш со срце. Да. Донирај со срце, подари со срце. Да. Това е маскотата, да, да. 0800 122. Еве го Бушавко. Еве го Бушавко. Доаѓа дечиња во октомври од училиште. Se slikaat со него, тоа име нивна маскота. I'm 1 years old and I'm from Sweden and I came to Macedonia in September and I'm here volunteering at Megashi and I like to do it because I feel like I make an impression in the kids' life.
дека не го братми така играме, правиме, питеме и јадеме. Па питеме Рахмана, Медин, брат, мајка. Оледе, леде, пано, дете, утепа, дете, дете, мати, два, каквати, да те тири, ајта, куткири, таткири, коледе. Супер! Ми бутманга ме прали, ме даде, а там де рушинга ме нам криваки школа, кате сармегашин школа, танема кате абая. Ете, гледате како е. Ти, моја душа, не може биш, что? Игри се играат. Каква предрасуда и поинако гледиште кон ова структура на деца и навистина е пример и за секој граѓанин кога некогаш се однесуваме погрдно кон оваа ранлива категорија на деца. Со погрдни зборови тие, ете гледате колку со нив се другаруваат, ги учат, ги едуцираат и навистина ние задоволство често ги имаме во нашите редови. Еве, ова е едно прекрасно дрво кое што ми рекла дека сега го насликале сега скоро, ваш овие прекрасни дечиња. Ете, тоа е тоа кратко прилог. И тоа сме ние. Добро, понатаму ќе видиме уште снимен материјал, баш да се запознаеме со се она како изгледа Мегеши, како изгледа амбасадата, значи, затоа што навистина е прекрасно, ретко каде господин Змијанац може да се видат такви канцеларии како вашите. Толку се убаво украсени со се она што сте го работеле ни сите овие години, со толку многу написи, со толку многу ракотворби што ги направиле дечињата. Рачна изработка од самите деца. Да. Па со сите оние флаери, постери, се она што сте работиле, навистина е шарено и убаво, весела амбасада. Да, весела амбасада, детска. Детска, баш така. 1999 година кога пукна Косовската криза. Ете, и тоа бе едни кризни години, навистина тешки. Не би сакала да звучиме сега така да ги плашиме гледачите, но мора да го спомнеме затоа што ете тоа. Знаете што, сеќавајќи се кон тоа што се случувало, треба да ни помогне да не учиме да не ги повторуваме грешките. Работевме со волонтери од различни етнички заедници во Република Македонија. Одговоривме и на овој конфликт, значи немаше конфликт кај што не бевме вклучени и не помагавме за надминување на психолошките травми по војната што децата ги доживуваат. Наша група мобилна на волонтери одеа во Стенковец 1, Стенковец 2, Непроштено, Радуша, Чегране, Бојане и работеа интензивно се додека не заврши овој конфликт и додека повеќето од овие деца не се вратија во своите домови. 2000 година глобален марш за злоупотреба на детскиот труд. Да, започнавме со прво се вклучивме во глобалниот марш против злоупотреба на детскиот труд и потоа почнавме со лобирање и застапување да се ратификува во собранието во Република Македонија Конвенцијата 182 за итно спречување на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. Исто како што 97 да не забораваме почнавме со лобирање за формирање на институција детски омбудсман. Исто како што 97 година, ете ќе се вратам сега, кога ја формиравме Македонската коалиција за заштита на правата на децата, каде што првпат го доставивме извештајот. Собранието на Република Македонија го усвои
ја прифати оваа конвенција, исто како што ја прифати од наша страна застапувачката конвенција за Хашката конвенција за грабнати деца, и веќе влеговме и во лобирање и застапување каде што сакавме Македонија да биде пример во однос на ратификување на овие конвенции и нивно спроведување во пракса. 2001 година Рачино. Горлива тема, темна дамка, раселени лица многу кои што ги прифативте исто во амбасадата. Па дури ви се родија и 3 дечиња, ако не се лажам, да, Александр, Марија и Никола. Да. А ние всушност сакавме то да го намениме за дневен центар за деца на улица и го актуализиравме кога настана конфликтот во Македонија, колегиумот, што да правиме, дали да работиме со децата на улица или да го отвориме за внатрешно населените семејства. Дојдоа 4 семејства од Рачиново кај нас и тие беа се до 2006. До 2005 добивавме подршка од Министерството за труд и социјална политика, но тие ги нема новите живеалешти изградени. Не сака да се вратат во Рачиново поради стравот, претрпениот страв и недовербата кој јавно ја кажат дека ја изгубиле. Ние на наш товар им рековме ќе бидат се додека не си ги изградат новите живеалишта и амбасадата беше до септември 2006 отворена за нив, година дена после средствата кои ги добиваше за оваа намена. Луѓето си направија нови живеалишта, со нив секоја нова година се гледаме, се дружиме и тука се родија, како што кажавме, Александр, Марија и Никола. Тие се веќе основци, не следат преку социјална мрежа. Токму вчера Марија кликна еден линк, вика зарем сум јас оваа, се гушка со Никола и така, тоа е тоа. Убави спомени јас лично имам од внатрешно населените лица. Секоја нова година заедно со нив, јас и мојата сопруга Гордана, прославувавме нова година, нашите деца се дружија со нивните и едноставно се исклучив 5 години од славење на нова година со било кој од моите пријатели и роднини. Сакав да видам со нив. Навистина, што друго може да се очекува од еден човек како вас, кој што навистина има толку широко срце за сите деца од светот. Одиме понатаму, бидејќи времето не гази, и еве да ги некако спомнеме овие некои работи. 2002 година летни кампови за децата од кризните подрачја, 2003 година акција за граѓанство преку театар, представа, мултикулти беше проектот кој што излезе на 3 јазици. Потоа 2004 година акцијата за работа со млади, децата, имаше една ми се чини дека одеше дека децата, слоган дека децата се поважни од сите пари на светот, од политиката и така. Македонски волонтери во акција. Да. Вака, значи после конфликтот ние 5 години поред за децата од кризните региони организиравме летни кампови и тоа беше прекрасно искуство за нив. Акција за граѓанство преку театар го направивме како одговор на неодговорноста, би рекол, на возрастните кои не најдоа за потребно да ги решат сите предходно сите тензии кои постоја во Република Македонија и не мораше да се случи тоа што се случи. Децата на повеќе јазици ја изведуваа представата и затоа ја нарековме мултикулти. Глумеа на албански, ромски и македонски јазик и 16 града беа удостоени да децата им ја презентираат оваа представа. Македонските волонтери во акција беше одговор на тоа дека волонтеризмот треба да се поддржува, дека да се гледа многу сериозно на тоа, затоа што преку тие македонски волонтери во акција и клубовите кои ги отворивме во многу градови во Македонија се направија многу промени и од сегашна перспектива навистина е многу важно да секоја граѓанска организација не само што го негува граѓанскиот активизам, туку да биде достапна за граѓаните да можат да волонтираат и да дадат придонес за заедницата таму каде што живеат, за да се чувствуваат подеднакво рамноправни и одговорни дека промените се возможни од секој еден поединец. Господин Звијанаc, јас би сакала, бидејќи овдека имам многу материјали и не знам дали ќе можеме се да прикажеме, но еве дел од она што јас го земав од амбасадата, еве ова акција за граѓанство преку театар. Граѓанство преку театар, тоа е тоа издание. Па
Овдека се навистина Моите права, правата на децата, има повеќе брошури за правата на децата. Еве како издадовме и за на ромски јазик за сите деца имаат еднакви права. Да. Ја публикувавме СОС публикацијата. Тука се сеќавам, издадовме на книга Позитивни примери граѓанското општество, кај што Горан Величковски во една од книгите напиша Подадена рака на илјадници бегалци. Так. Една сторија. Јас би прочитала едно детско право. Би било интересно, затоа што најверојатно ги интересира и гледачите, и можеби не следат и дечиња, малку можеби повозрасни. Сите деца го имаат правото да одат на училиште и да научат се што е важно. Како, например, дека човековите права треба да се почитуваат, дека истото важи и за другите култури. Важно е децата да ги развиваат своите таленти и да бидат охрабрувани на училиште. Значи, ова брошура е навистина убава затоа што овдека децата, па и возрастните треба да знаат кои права ги имаат децата. Да, едно од најосновните елементарни права кои децата треба да ги имаат е правото на образование. Ние сме вклучени во глобалната кампања за образование, каде што секој последен април во годината организираме глобален марш и акција за вклучување на децата во образование. Успеавме многу политичари да ги заветиме дека ќе се залагаат дека децата ќе ги вклучат во образование. Многу од нив и се подписници дека во текот на нивниот мандат ќе ги вклучат децата во образование, како што е премиерот на Република Македонија Никола Груевски, Невзет Хазири, кој е сега заменик министар за образование, тогашен председател на Комисијата за образование, Перо Стојановски, кој беше поранешен министер за образование, исто така и поранешниот председател на Република Македонија Бранко Црвенковски. Ние ги подсетуваме за она што го имаат заветено секоја година во април, за да знаат дека ги следиме и дека се трудиме навистина децата да го исползуваат ова најелементарно право. Имено ние постојано кажуваме дека во Република Македонија има 18.500 деца кои не одат на училиште и доколку нашата бројка не е точна, бараме државните институции да не демантират или потврдат. Велиме дека нема се уште дата база за состојбата колку деца во Република Македонија имат извод од матична книга на родените, колку деца се постојано секојдневно на улиците. Значи алармираме за овие проблематични состојба со децата во Република Македонија и мислам дека навистина е мобилизирана јавноста околу овој проблем. И исто така дека државните институции веќе многу сериозно сметаат на нашите критики, приоѓаат сериозно и се обидуваат да е подобра состојбата. Еве ги извештаите, тука се извештаите 2010 година исто така имавте, направивте 2010 година кој што за прв пат се, значи како такви еве. Да, тоа беше вториот извештај кога го доставивме до Комитетот за правата на детето. Имено Комитетот за правата на детето добива иницијален извештај за состојбата од владата, но тие ги поттикнуваат граѓанските организации да достават и своји алтернативни извештаи, така наречени извештаи во сенка, за да може да ги компарираат дали тоа што владата ќе каже дека е точно или не. Таа 2010 година Македонија би рекол е уникатна во регионот, затоа што прати две деца, каде што децата подготвија детски извештај и тие во Женева го бранеа извештајот од страна на деца, потоа дојдоа невладините организации, па на крај владата на Република Македонија. Еве јас би сакала камерата да ни долови уште нешто од ова што го имате издадено. Оваа книга навистина. Таа книга е за позитивни примери за нашата помош за децата погодени од војната во сите три конфликти во овие простори. А втората книга е лични импресии на децата учесници во градење култура за детско учество, каде што тие напиша колку ова конкретно детско учество им било од животна важност да научат колку е важно да се биде активен уште кога си дете, за да сам себе се застапуваш, да не очекуваш секогаш од возрастните да те застапуваат и да си ги представуваш проблемите и предизвиците за да има можност на детето да му се слушне гласот и да биде испочитувано во целост. Јас би сакала да ја замолам нашата режија, пред малку одеа кадри од амбасадата, но бидејќи зборувавте малку околу некои теми, би сакала да ги искоментираме тие кадри да можат гледачите од поблиску да знаат и да видат
како изгледа, кој што работи, кој е кадарот Ајде, во тоа да го видиме, баш беше првата интересно. детска амбасада Меѓаши. Еве, ова е. Дава се постојани одникот, публикации, каде што секој печатен материјал може граѓаните кои ќе дојдат кај нас да се информира, да земе од овој информативен материјал. Ова се надписи од печати кои порано ги урамувавме, сега веќе се скенирани и поставени на нашите социјални мрежи. Секој еден граѓанин може да ги види. Ова е наша активност за премолчувањето и насилството. Инаку бевме организатори на 3 многу важни кампањи околу одговорно родителство. Дали денес го гушнавте вашето дете, дали му рековте колку го сакате и дали разговаравте со него. Се надевам дека ова делението за фандрейзинг, каде што колегата Жарко со група на волонтери ги организира постувањето на касички во супермаркети, каде што граѓаните, ја бидејќи сме под доверба на прво место по истражувањето на Институтот за социолошко-политички науки спроведено од Македонскиот центар за социјална Македонскиот центар за соработка МЦМС, тој прави секоја година истражување и Меѓаши е на прво место по доверба и препознателство. Ова е нашиот интернационален работник Даниел, Јана Зенговска, која се грижи за дојавите, пријавите за представки, за да ги сослуша децата и да организира лице в лице настанување. Нашата офис менаџерка Јасмина Цоковска, која се грижи за нашите дневни распореди. Еве го Жарко, нашиот фандрейзинг менаџер, кој е одговорен за подготовка, изработка на новогодишни честитки. Морам да кажам дека сме поддржани од многу социјално одговорни предпријатија кои ги купуваат нашите честитки. Ова сум јас со секојдневните мои обврски. Тука се некои признанија, фотографии. Ерван Фуере беше еден голем донатор пред да замине од неговата служба, ни донираше и возило. Ова е ангел на годината од Италијанскиот Црвен крст, каде што добив награда за мојата 20 годишна работа и помош и подршка на децата. Еве како изгледа нашата. Ова е најубавата канцеларија. Да, ова е мојата просторија каде што сите детски изработки се поставени на едно место. Иако оваа година ги обновувавме, кречевме просториите, аз бев упорно да не се чепка ништо, некако ми е многу омилено да ја гледам, подароци, рачки изработени предмети од граѓани, еве фотографија од сите учесници во градење култура за детско учество, кај што ги обучувавме, за да подготват извештај во Сенка. Тука сме учествувале на некои аукции од Рубикон, еве ги поддржавме со купување на ова изработка од деца. И така, тука се некои фотографии, еве ова е во Дел Вермо во Милано, каде што ја добив наградата Ангел на годината и навистина мене тоа многу ми значеше, затоа што кај нас многу често ќе те признаат во устојетот, па потоа доаѓаат признанијата од дома, таму каде што всушност најмногу работиш, твориш, но тоа веќе го научив и не ми паѓа тешко. Знам дека по тешкиот пат секојаш мора да се изоди. Видете каква канцеларија, господин Здијанец. Да, навистина е прекрасна. Навистина е прекрасна, инспиративна, не само вие, и многу мина кои дошле кај нас се чувствуваат убаво и тоа е тоа. И еве го телефонот. И еве сме ние. И еве сме ние, да. Навистина, како ви се допадна видеото, бидејќи јас го снимав, морам да се пофалам. Да, не само да се пофалите, заслужувате признание, затоа што прво дојдовте да не посетите, да се информирате, да не снимите однатре. Се потрудивте, ја очекувам дека навистина гледачите ќе бидат задоволни од оваа емисија, навистина да ја долови првата детска амбасада во светот, онака би рекол, во живо, со она што го работиме, и се надевам дека после оваа емисија ќе имаме уште поголеми поддржувачи. Па ќе имаме, да, и поддржувачи, и прилики да се дружиме и понатаму. Еве сега на вистина горлива тема, најмалку сакаме сите да зборуваме за тоа, ама мора, и бидејќи времето не гази, мораме да бидеме експедитивни, сексуалната злоупотреба на децата. Тоа значи започна, имавте акција уште 2008 година, а јас сега морам да кажам дека нешто што е многу актуелно, тоа е хемиската кастрација и дека Македонија е значи првата земја која што се избори за хемиска кастрација на педофилите. Повелете, господин Змијанец, за овие горливи теми да проговориме, знам дека најмногу интерес има за тоа. Скршивме малку за страдањата на децата во семејството
Проговоривме гласно за проблемите со кои децата се соочуваат, започнавме со интензивно застапување и лобирање за промена на кривичниот законник. 2008 на наше инсистирање владата на итна седмица ги зголеми казните. Ние се уште не бевме задоволни затоа што и после 2008 се случува бројни сексуални силувања и злоставувања на децата и баравме 3 мерки од наша страна и пратениците секоја често ја ретко ги пофалувам политичарите, но овој пат пратениците беа дежурна, би рекол, свест и совест на децата, прифатија од два наши конкретни предлога. Едниот беше двојно зголемување на минималната казна за ова најтешко кривично дело сексуална злоупотреба, родоскрнавење и педофилија и хемиската кастрација како хумана превентивна мерка на која се делува на психичкото расстройство на педофилот за да не го повтори делото, бидејќи во најголем број би рекол во 70% педофилите кога се на слобода го повторуваат делото. Она што не беше прифатено од законодавниот дом, гледам дека и Хрватска исто има реакција, нашата партнерска организација Храбри телефон. Значи има и во Хрватска и во Република Македонија централен регистер за досега осудени педофили, но нема нивно следење кога ќе се на слобода. И ние сметаме дека тие се опасни кога се на слобода и дека треба да носат електронски алки за да можат полицајците во секој време да имаат увид каде се движат и доколку се движат во градинка, во училиште, таму кај што има спортски натпревар, кај што децата се присутни, да брзо интервенираат и ги осанат од местото. Инаку, ако говориме и дебатираме колку е зачестена оваа појава, според некои светски податоци, секој пето дете бил сексуално вознемируван или жртва на сексуална злоупотреба во текот на неговиот живот. И она што морам да кажам дека само 10% се откриваат во јавноста случаевите, значи има многу случаи кои се уште не се откриваат затоа што најчесто тоа се случува од страна на најблизок, децата се исплашени, не знаат како да постапат, не веруваат дека некој ќе им помогне и можеби некогаш и со 10-20 години таат и молчат за тоа што се случува. Навистина тоа се најболните работи, но јас се надевам и затоа сакав да бидете гости во мојата емисија, колку можам да придонесам да секој ден што ќе гледа да едноставно се кажува дека постои таква организација, дека тука се меѓаши, дека тие деца нема да бидат оставени, дека има за нив некој кој што постојано е буден, може постојано да се јават на телефоните и колку што можеме навистина да им помогнеме за тие најгорливи, најболни работи. Да, вашата емисија се вика Будење, треба да бидеме будни. Апсолутно. И треба да знаеме дека, еднаш веќе кажа во емисијата, ќе повторам, дека секој премолчување на било каква злоупотреба, силување, насилство е соучесништво и дека и граѓаните и другачињата на децата кои биле жртви треба да го пријават, затоа што само на тој начин може да се стави ова патологија под контрола.